Dobro večer, Prilep! Dobro večer, dragi moji Prilepčani! Dobro večer za gradove v koji što pominam mnogo vreme v mojeta mladost. Dobro večer, prekrasni Uge! Dobro večer, Romano Depomane! I dobro večer za koalicijata za Podravna Makedonija! Ova je atmosfera kakva što ima vo Prilep na izbori samo na VMRO Depomane na mitincite i nikade na drugo mesto. Pobednička atmosfera. Dragi prijatelji, deneska se собравме вечерва тука во Прилеп да дадеме подршка за кандидатурата на сегашниот успешен и иден градоначалник на Прилеп, Марјан Ристевски. И на советничката листа, на советниците на ВМРО ДПМН и Коалицијата за Подобра Македонија, на Никола Димевски, на Силвана Пашовска, на Радко Наумовски и на сите останати зад мене кои што ќе бидат партнери на градоначалникот, ќе ги подржуваат проектите од програмата, ќе му помагаат и заеднички ќе ги оствариме овие проекти кои што се ветени од страна на ВМРО ДПМН и на Марјан Ристевски. Драги пријатели, дозволете на почетокот да се осврнам на оваа важна работа. Знам дека повеќето од вас го знаат тоа, но се уште има луѓе кои што добро не го знаат дека градоначалник без мнозинство на советници е како градоначалник со врзани раце. Ако сакате да поддржите градоначалник, ако сакате да го поддржите во случајот овде Марјан Ристевски, тогаш истовремено покрај за него треба да гласате и за советничката листа. Затоа што според нашите закони, за да може градоначалникот да донесе одлука за нешто да изгради, да направи, да создаде, да направи некој дело, тој мора да има одлука и од мнозинството советници во Советот. Ако ги нема, ако ја нема таа одлука, тој нема да може да ги реализира проектите. И затоа јас на секаде низ Македонија верувам дека нашата програма важи само под услов. Ако градоначалникот што ќе биде избран има мнозинство во Советот кои што ќе му бидат партнери во остварување на ветените проекти. Ако го нема тоа мнозинство, не сакаме да ве лажиме или да бидеме неискрени и да ви кажеме дека тој ќе може да ги направи оние проекти кои што ги ветил. Затоа што нема да може. Затоа што се покажа дека во сите општини каде што СДСМ имаше мнозинство, а ние имавме градоначалник, кочеа колку што можеа. Исто така и во оние општини каде што имавме само за еден советник повеќе од нив. Во случај кога тој еден од советниците немаше да биде присутен, заради болест, заради некој патување и слично, тогаш се кочеше работата. Кочеа се и градба на улици, и градба на паркови, и градба на водоводи, и градба на канализационни мрежи. Се што ќе стигнат. Затоа велам, ако сакате некој да ви биде градоначалник, и ако гласате само за него, а не гласате за советничката листа, вие всушност не сте гласале за него. Бидејќи тој ќе биде со врзани раци 4 години и тој нема да ви го исполни тоа што ви го ветил. Затоа порачувам и за овде за Прилеп, и за секаде низ Македонија. Кога ќе гласате за градоначалник, паралелно да гласате и за советничката листа на ВМРО ДПМН, ако сакате да биде исполнето ветеното. Драги пријатели, Прилеп е град каде што не само што се исполни програмата, таа е надмашена со многу проекти кои не беа ветени во програмата. Затоа што Марјан Ристевски беше човек кој неубавно работеше во овие години, кој знае од средствата што ги прибира општината, но да го извлече максимумов, да ги вложи во најголемите приоритети, но истовремено да најде и други средства, да убеди и други институции да му помогнат на Прилеп, да најде средства од Европската Унија, како што најде за повеќе проекти за кои што сега зборуваше. Тоа не го може секој градоначалник. Тоа го може Марјан Ристевски, го покажа на дело. И тоа не мали пари, големи пари.
Маријан Ристевски колку што ќе обезбедеше средства и инвестиции од буџетот, уште толку наоѓаше од други фондови, од меѓународни фондови или од владата. Заедно со Миле Јанекиевски, со целосна моја подршка, правевме се што можеме во изминатите години, Прилеп да оди напред, Прилеп да се гради, да се решаваат проблеми. Ако некаде задоцевме нешто, ако некаде нешто се каснеше, Миле Јанекиевски секој ден ми се јавуваше. Му вика, Миле, бе, секој ден ми се јавуваш, нели ти реков, например, за 2 недели ќе се заврши работата. Тој ми вели така по Прилевски, ами што да права мене, Маријан секој утро почнува да ми врти од 6 сат, 20 пати на дено ми врти. Дерман немам од него. Драги пријатели, ние на минатите избори ви ветивме, така ли не? Дека ќе работиме заеднички, дека така е сваќаме политиката, дека сите заедно работиме за иста цел, за подобро живење и подобар квалитет на живот на граѓаните. Дали Маријан изградил, дали владата нешто инвестирала, дали сме успеале да привлечиме фондови од Европска унија, за кого е тоа? За истите луѓе, за вас, за прилепчани, независно кој за кого гласал, независно дали некој го подржал ВМРО или СДС. Маријан во овие години на неговото работење како градоначелник работеше за сите и ние работевме за сите. Маријан се трудеше да создади проекти кои на сите ќе им помогнат. Тој беше еден за сите и таков ќе остане. Ние кажавме минатиот пат и сега ќе потврдиме дека заедно можеме повеќе. А сега ќе додадам дека заедно можеме да направиме повеќе дела, бидејќи овој народ научи дека од политичарите треба да се бараат постојано дела, дела кои ги ветиле, дела да ги реализираат. Драги пријатели, тоа е она по што ние се разликуваме од СДСМ. Во времето кога тие беа, вие ги знаете, беа и тука на власт и на локално ниво, беа и на централно ниво, долго години на власт. Помислете за момент, кои трајни дела ги направија за Прилеп? Кои дела капитални ги изградија на кои што вие сега се сеќавате? Последниот момент помислете што Маријан Ристевски и владата направија во овие години. Драги пријатели, јас никогаш не сум ветил дека можеме да ги решиме сите ваши проблеми. Тоа би било нечесно, тоа би било лага. Јас ни сега не можам да го ветам тоа. А тој што ќе ви го вети, бегајте од него, тој ве лаже, тој не е искрен, тој е манипулант. Затоа што нема политичар што може да ги реши сите проблеми. Затоа што има толку многу проблеми, а толку многу ограничени буџети, што е невозможно да се вети и да се биде искрен дека ќе се решат сите проблеми. Но има една голема разлика меѓу нас и СДСМ. А разликата е во тоа што ние решаваме многу пати повеќе, поголем број на проблеми за многу пократко време отколку тоа што го прават СДСМ, Бранко Црвенковски и неговите избрани кандидати. Тоа е разликата. Затоа тие на овие избори ќе ви ветуваат се и се што. Ќе ви ветуваат брде и долини. Се што ќе чујат од вас дека ви недостасува ќе ви го ветат. Драги мои, независно кој од вас колку е задоволен од Маријан, никој од нас не е идеален и безгрешен. Секој може би нешто и да сгрешил, и да задостил, и да не остварил, меѓутоа важно е дека од тоа што е ветено најголемиот дел е остварено. Секој може да има и некоја индивидуална причина да не е од некого задоволен. Некој на некого не му се јавил по телефон, добар ден му кажал право или криво, не може да го добие денес и љуте, 2 пати го добил третиот не и така натаму. Тоа се индивидуални потреби кои што се трудиме максимално да ги решаваме. Меѓутоа, гледајте и големата слика. Гледајте што Маријан и ВМРО направи за овие 4, односно 8 години во Прилеп, а што направи СДСМ. Со какви луѓе си имате работа кога е СДСМ на вас, со какви кога е ВМРО. Со каков однос на политичарите имате работа кога е ВМРО и со каков однос имате кога е СДС на власт. А најдобриот одговор за тоа е да седнете, да си земете едно личе пред себе, едно пенкаво
и да си ги пишите во едниот дел од левата страна проектите на СДСМ, што ги памтите, и од десната проектите на ВМРО. Па да видите која е разликата. Остајте го тоа кој што за кого кажал, вака ми кажа, онака ми кажа. Гледајте кој работи, кој создава дела, кој го гради Прилеп, кој помага на Прилеп, кој дава толку многу пари за тутунарите и за другите земјоделци. Драги пријатели, само во една година, само за тутунот во Прилеп влегуваат 12 милиони евра, плюс за другите култури, за пиперки, за кромит и така натаму. Колку пари доаѓа во времето на СДСМ како субвенција за тутунот? Јас ќе ви кажам, до 2005 нула, во 2006 под жесток притисок и демонстрации на земјоделците пред владата на СДСМ во тоа време, едва и некако под принуда пред избори, на месец-два пред изборите, се изнудија некои 5 милиони евра, ама не за Прилеп, за цела Македонија. Сега само за Прилеп и само за тутунот доаѓаат околу 12 милиони евра, плюс за другите земјоделски култури. Па тоа е разликата меѓу нас. Тогаш одеа 5 милиони евра за земјоделие во цела Македонија. До 2005 нула, само во 2006 под притисок 5 милиони евра. Сега одат 130 милиони евра, а за година-две, како што ветивме, согласно програмата, ќе стигнеме до 150 милиони евра од буџетот за подршка на македонското земјоделие и македонските земјоделци. Тоа е нашиот однос кон земјоделците, кон наредливите групи, кон сиромашните, кон сите оние што чекаат некаква помош и подршка од државата. За СДСМ тоа беше 6-та класа. Они беа од високото. Не разговара и не ги интересираше за земјоделците. Нека корнат они таму корени, нека нижат. Тие не беа ваши за СДСМ. Па не може така. Во оваа држава за сите треба да има средства. Во оваа држава за сите треба да има помош. Од земјоделци до оние што се приматели на социјална помош, кои што според нашето ветување сега добија зголемување. До пензионери, кои што постојано имаат зголемување на пензиите, онака како што ветивме, и сега ги зголемиме пензиите пред известно време. Ги намалихме и цените на лековите 3 пати во текот на минатата една година. Сега пред некој ден последно намалување објавивме, кој ќе важи од 15 март. Тоа е власт која што стои за дадениот збор пред народот. Даден збор пред народот за нас е голема работа. За нас значи образ, за нас значи чест, за нас значи нешто што мора да се исполни. Тоа е за нас нешто што не смее да се промаши и даваме се што е во наша моќ. Последниот атом, за да го исполниме тоа. И затоа, драги пријатели, не случајно во изминатиот период се реализираа во Прилеп многу проекти. Само во последните 4 години се асфалтираа улици во градот и населените места во Прилеп во должина од над 60 километри и вредност од над 3 милиони евра. Извршена реконструкција на 50 километри водоводна мрежа во Прилеп. 50 километри. Изградена е нова општинска зграда со подршка и на владата и во целосна реализација на општината. Изградена е нова административна зграда и за јавното предпријатие Водовод. Општина Прилеп овозможи услови и во центарот на Прилеп да се изгради катна гаража, пред во Скопје да почнеме да ги градиме овие катни гаража. Катна гаража за паркирање на 450 возила. И нешто што може би требаше и прво да го кажем и што е најважно, и на што во иднина ќе бидеме најмногу фокусирани. А тоа се индустријските зони кои треба да отвараат нови работни места во Прилеп. Драги пријатели, знаете дека овде се изгради Прилеп 1, Прилеп 2, Прилеп 3, оваа металец што ја викаме. Прилеп 3 и Прилеп 1 се продадоа веќе. Прилеп 2 останаа уште неколку парцели што треба да се продадат. На сите тие места ќе се градат погони, фабрики, ќе се отвораат работни места. Прилеп ќе оди напред. Тоа е работење за Прилеп. Да се создадат услови за да се донесат инвеститори.
Така ќе продолжиме и понатаму. Индустријската зона ќе продолжи и Маријан и владата да ја доизградуваме со потребната инфраструктура, за да можат фирмите побрзо и поефикасно да ги градат своите објекти. Исто така, владата одбара Прилеп да биде една од локациите во Македонија, во која што ќе се изгради и слободна економска зона. Слободна економска зона која очекуваме да привлече и многу странски инвеститори, кои што исто така ќе отворат многу работни места, но истовремено ќе донесат и нови технологии. И јас сум убеден дека за недолг период од сега таквите компании ќе почнат да доаѓаат во Прилеп. Како што почнаа во Битола да доаѓаат и да градат Кромбет и Шуберт, кои ќе работат 2500 луѓе, како што почнаа и во Скопје и во Штип во слободните економски зони, со градбата на оваа слободна економска зона и со специјалните услови кои ги даваме на инвеститорите во таа слободна економска зона, цврсто сум убеден дека ќе успееме да привлечиме компании кои што тука ќе дојдат. А за тоа морам да ви кажам дека веќе неуморно работи и министерот Веле Самак, кој е прилепчанец и кој што прво на инвеститорите им го спомнува Прилеп, па после другите градови. Драги пријатели, токму заради ваквиот однос се изврши и попучувањето на просторот од стариот градски пазар со површина од 5000 метри квадратни во вредност од 2.200.000 евра. Извршена е реконструкцијата на плоштадот Методи Андонов Ченто, реконструиран е паркот на револуцијата и изграден е арт плоштадот пред Центарот за култура. Извршена е реконструкција и набавка на опрема во 13 средни и основни училишта во Прилеп. Извршена е целосна реконструкција на меморијалниот музеј 11. октомври со поддршка на владата на Република Македонија. Изградени се локалните патишта Бонче, Веселчани, Лопатица, Штавица, патот од село Селце до манастир Селце и повеќе други. И многу други проекти, драги пријатели, кои Маријан Ристевски мощно и одговорно ги напиша во неговиот отчет. И како секој одговорен и чесен човек, отчетот го распредели во илјадници примероци за секој да може да го види, да го пролиста, да го прочита, да спореди што било ветено, а што е остварено, да види кои дела се направени и да знае и да почитува дела. Затоа што Прилеп се сака со дела, а не со празни зборови, не со лажни ветувања. Драги пријатели, дојде поинако време. Граѓаните сега веруваат на програми, на проекти и на дела. Од СДСМ тоа го знаат. И откако почна кампањата и откако преходно видоа дека ние од ВМРО ДПМН и коалицијата излеговме со 70 програми, сите до една прецизно обмислени, со конкретни рокови за реализација, со конкретни буџети. Тие видеа, не видоа, седна за неколку дена, склопиле некаков список со желби, кои сега на народот сакаат да му го представат како програма. И кога таква лага и замајување ќе се обидат да е протнат на народот, резултатот е низа нелогични и нереални ветувања кои повеќе не поминуваат. Така, например, еве овде во Прилеп СДСМ, како што спомна и Маријан преходно, ветува изградба на 500 микроакумулации. Каква лага е само ова, почитувани прилепчани? Какво само замајување сакаат на народот да му направат? Во цела Македонија има 70 микроакумулации, а во Квенец и СДСМ ќе правеле 500 нови, и тоа само во општина Прилеп. И еве да речеме дека е вистина тоа што го зборува. Да им поверуваме, но овој проект ќе чини од 300 до 500 милиони евра, па тие микроакумулации не може да се изградат со повеќе годишни, односно повеќе мандатни буџети на целата централна власт, а не пак на буџетот на општина Прилеп. Кого лажа, драги пријатели? Кого замајуваат? Па не знае ли народот колку чини една акумулација? Па да помножи, па да види колку е буџетот на Прилеп, па да пресмета и да види дека тоа е лага. Настрана што проектот го препишале од еден магистерски труд
од 1980, кој што магистерски труд вели 500 акумулации, ама ни цела Македонија. Овие не го дочитале тој дел. Тие ги фатиле неколку страни кај што вика 500 акумулации, виделе може ово прилепчене со ова, ајде ќе ги ставиме 500 акумулации, демек народов ништо не разбира. Драги мои луѓе, нашите колеги од СДСМ уште не сватија дека времињата се променија. Потоа ги слушам, СДСМ во Прилеп ветувале дека ќе го развивале зимскиот туризам и алпинизам на Маркови кули, но не кажуваат како тоа ќе го направат. Бидејќи во последните, едно 150 години, на Маркови кули грам снег се нема задржано или се има задржано колку што во градот, во Прилеп се задржава. И кои се условите тука за правење на такво нешто? Ама очигледно, драги пријатели, не е исто да се прави програма заедно со народот повеќе од 6 месеци и да се прави за 6 дена. Ние ја правиме програмата над 6 месеци со народот, со сите идеи што ги прибравме. Они ја прават за 6 дена и нормално е да има и вакви грешки и пропусти, и тоа не мали, крупни. И затоа народот ќе си цени, ќе си гледа, ќе си проценува што е издржливо, што не е. И кој каков кредибилитет има од минатото. Да се види во минатото кој каков кредибилитет има. Кој што прави ни животот и што може од него сега да се очекува дека ќе направи. Односно, да му верува на човека според тоа што го направи во минатото. Па не за джабе, драги пријатели, татко му на овој Хари во Квенец, Маријан го поддржува, не Хари. Еве, во вестник, човекот си дал. Значи, татко му не му верува, бара вие да му веруват. Па си го знае човекот, си му. Добар си е за дома, ама за Прилеп, многу ќе му биде. Знае човекот, искусен, поста човек. Не ке градо да му се уназади, да му застане, да го плюкаат по улици после. Татко си му, што не му кажеш вака, што не го оствари ова? Бегај си, вика, ке си ја мака. Си го знам детево како е. Ај дома нека не проважувам, а сега цел Прилеп да го извачи како ќе излезам на улица. Драги пријатели, последно на што гледам го ветија е дека општина Прилеп ќе градела рекреативни патеки во село Дупјачани. А заборавиле дека селото не припаѓа во општината Прилеп. Припаѓа во Донени. Може би во Донени си задувале. Ке гледаме ние таму да им направиме што треба. Ама во Прилеп нема такво село. Пуси Хари нема да победи. Па ако ќе одиме ние во Дупјачани, да видиме какви се таму работите, да измериме, да пресметаме, ако можеме да видиме, да им изградиме, да не име џабе радост. Вистина е дека СДСМ во овој изминат период немаше програма. Со самото тоа што излегоа на избори без програма и со нереални ветувања од ракав извадени, тие покажаа дека го подценуваат народот. СДСМ и Бранко си мислеа, ќе седнеме, хартијата трпи се, ќе напишеме неколку желби, ќе решиме дека тоа ни е програмата и готово завршивме работа. Демек, кој чита програма овде, кој гледа тоа? Почитувани, така програма за 6 дена не се пишува. Со лажи и замајувања не се настапува на избори. Помина тоа време, можда палево, можда во 93-та, 4-та, 5-та, 6-та и можело некако да запали. Денеска, после 22 години, искуство на македонскиот народ, на гласачите, прелажани од многу политичари до сега. Нема веќе лажење, нема веќе вакви трикови. Помина тоа време. Поминаа тие замајувања. Народот е мудар. Народот не може да се излаже и верува во она што може да го види и да го прочита. Ние не за џабе потрошивме над 6 месеци, додека ги направивме нашите програми. Стотици луѓе, граѓани, експерти, професори, еснафи беа вклучени во нивното пишување. И се е одмерено и до крај обмислено. Ние бараме довербата од граѓаните со програма која нуди дела, реални дела. Имаме издржана програма која со својот квалитет е одговор за потребите на сите граѓани. Нудиме јасни проекти, многу аналитично изработени, многу внимателно подготвени, врз основа на точни пресметки, со точни рокови, со прецизни буџети.
Нема вишок на зборови. Нема лажни ветувања. Секој збор е одмерен, а ветувањето прецизно и реално. Го даваме зборот и како и секогаш зборот ќе го исполниме, делата ќе се остварат. Тоа е нашиот закон, од кој нема отстапување. Така ние покажуваме грижа за граѓаните, со дела и со визија, а не со лажни и со нереални ветувања. Затоа, драги пријатели, затоа овде во Прилеп нема да има многу дилеми. Затоа што од едната страна имаме кандидат, човек кој својот капитал го стекнал во времето на приватизацијата на СДСМ, во период од 4 години, додека СДСМ беше на власт. Локвенец преку своите фирми правеше бизниси со тутунскиот комбинат Прилеп, додека истиот се распаѓаше и се уништуваше, а неговите луѓе од врвот беа подосна осудени за криминал и лежат затвор. За проневера висока 12 милиони евра. Луѓево не малку си проневериле 12 милиони евра. Драги пријатели, односно се извинувам, 8 милиони евра, не 12. 8 милиони евра. Ама и 8 не е за подценување. Си работеле, си проневериле 8 милиони евра и затоа сега си се во местото кај што треба да си бидат. Драги пријатели, во време на СДСМ се затвори текстилниот комбинат Политекс. Без работа останаа стотина работници во шумарскиот комбинат Црн Бор, трговскиот гигант Центропромет, кланицата во Прилеп, фабриката Димче Бањарот и повеќе други. СДСМ не одвојуваше ниту денар за субвенции, а економијата пропаѓаше. Локвенец си правеше пари со луѓето што денеска се позатвори. Маријан Ривсевски од секогаш честно си го заработуваше лебот. Тој беше инспектор во комуналното, тој си работеше, си создаде авторитет меѓу луѓето, си создаде углед со својот начин на делување, со својот начин на работење, со својот начин на действување, со односот кон граѓаните, си стекна авторитет и не случајно во 2005-та граѓаните го избраа за градоначелник. Затоа што знаеја дека преходното негово делување беше и честно, и транспарентно, и имаше и авторитет. Но во овие 8 години Маријан изненади многу луѓе. Тие веруваа дека тие ќе биде подобар од неговиот преходник. Но не веруваа дека до толку многу Прилеп ќе има напредок, ќе има дела, ќе има проекти, ќе има градба, ќе има промени, ќе има решавање на проблеми, ќе има проекти со кои се подобрува животот и се дава поквалитетен живот за граѓаните. Затоа, драги пријатели, велам, тука нема да има тука во ова место многу дилеми. Затоа што народот, луѓето, се навикнаа да бараат и да добиваат дела и да бираат политичари кои што ќе создаваат дела. Затоа што луѓето овде сакаат, прилепчани сакаат, да ги видат реализирани оние работи кои што се ветени во програмата на Маријан Ривсевски на советниците за наредните 4 години. Како што предмалку спомнав, до изградба на инфраструктурата во индустријските зони, до изградба на технолошката слободната економска зона кај Прилеп, изградба на пречистителната станица за отпадни води во Прилеп и 23 километри канализација, инвестиција вредна повеќе од 20 милиони евра средства од ИПА фондови, но и подршка од буџетот на Република Македонија за овој проект во Прилеп во износ од 3,8 милиони. Затоа што граѓаните сакаат да видат проекти, како што е ветениот проект во новата програма за проширување на канализацијската мрежа во општина Прилеп, втора фаза. Инвестиција вредна 9 милиони и 100.000 евра. Изградба на современ транспортен центар со хотел, автобуска и железничка станица и јавен градски превоз со подршка на владата и со инвестиции на општината и со сите други методи кои што се потребни, јавно-приватно партнерство и се што е потребно да се примени за да се реализира оваа замисла. Изградба на нов плоштад
со парк пред новоизградената црква Света Петка во населбата Точила, која што веќе и почна. Реконструкција на влезот во Прилеп од страната на Битола, од хотелот Салида до раскрсницата Чумовчанец, реконструкција и рехабилитација на улицата Моша Пијаде, реконструкција на булеварот од хотел Липа до кеј 1. мај, изградба на двосмерен булевар на улица Прилепски бранители, проширување на мостот Табана со изградба на кружен тек, изградба на кружни текови на раскрсниците во Прилеп, кај поштата, кај пожарната станица и кај раскрсницата Солидарност. Изградба на ново училиште во населбата Сточен пазар, довршување на монтажните училишта во населените места Галичани, Беровци и Чепигово со поддршка и на водата. Изградба на 6 училишни спортски сали во 4 основни и во 2 средни училишта со поддршка на водата. Изградба на детската градинка во селото Полчани. Изградба на едно тениско игралиште во кругот на економскиот факултет, како и изградба на тениско игралиште во гимназијата Мир Чарсев, со поддршка на водата на Република Македонија и Агенцијата за млади и спорт. И многу други проекти кои Маријан, советниците, ВМРО, ДПМН, коалицијата, но и пред се заедно со граѓаните, експертите, ЕСНАФот, индустријата, бизнисмените, професорите и сите заедно ги обмисливме, ги одредивме како најголеми приоритети за создавање на дела во Прилеп, бидејќи Прилеп се сака со дела. Македонија се сака со дела. Да се живи и здрави, да живее Прилеп, да одиме напред, да градиме, да создаваме, да помагаме, да се грижиме, да бидеме заедно, да живее Македонија, да живее и ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, да се ми живи здрави.